Имам фризура со ластичето на керка ми, ама како и да е, време е да го снимам ова видео, за да не ви доцнам овој паниралник. Здраво на сите и добре дојдовте на уште едно Дома со Леа видео. Денешното видео е на тема музика. Јас имам многу скромни можности за музички перформанс и не грижете се, нема да ги експонирам денеска. Но како и да е, сакам да ви кажам дека музиката има многу големо влијание во животот на секој, а особено на децата. Исто така сакам да напоменам дека не се важни вашите гласовни способности, односно доколку сте комплетни антиталенти за пеење како мене, повторно вашето дете сака да го слуша вашиот глас и она што имате да му кажете, а дефинитивно нема да ве оценува како на идол или звезда гранда колку добро сте пееле, така што не се грижете. Сега сакам да ги споделам со вас сите песни и мелодии кои што на некој начин ги прават нашите ритуали со бебето музички. Се почна првите денови кога ја донесовме Зара дома, кога беше само неколку дена стара. Првите капења во леѓанче беа многу стресни за нас, бидејќи поима немавме како да ја држиме, што да правиме. Видовме неколку начини на бањање, впрочем имам снимено и видео за ова со сите стилови на бањање на бебе што ги научив и линкот ќе го ставам во описот на видео подолу, доколку ви се потребни да ги погледнете. Практично кога ја бањавме имаше едно многу високо ниво на стрес кај мене и за да не бидам многу анксиозна во ракувањето на бебето, па тоа да види дека јас сум стресена, вознемирена и да се вознемири самото, многу спонтано почнав да пеам некоја мелодија во обид да звучам сигурна во себе, нели, и да направам една дистракција од моите несмасни потези кон мелодијата на мојот глас. Бидејќи користев зборови као бањ, бањ, бања, бања, на некоја неодредена мелодија, многу набрзо почнав да ја пеам песната Нишка бања. И така оваа песна стана наша ритуална песна за секое бањање. Буквално секое попладне, на возраст до некои 7-8 месеци, соседите слушаа како ние урламе Нишка бања па дома, многу возбудени како да навиваме. И токму ова на некој начин, баш како навивачка песна, ни помагаше да ја регулираме тензијата. И покрај тоа што во почеток бевме тензични, после се навикнавме, станавме многу профи во бањањето бебе. Практично бебето си ја научи мелодијата и некако беше сета ситуација многу чудна доколку почнавме да се бањаме без да почнеме да пееме Нишка бања. Сите песни и мелодии кои што ги спомнувам во ова видео, ќе ги линкувам со линкче до мојата омилена верзија од нив на YouTube, така што можете да ги најдете сите овие мелодии во описот на ова видео подолу. Следна песна која што многу ни помогна на некоја малку подоцнежна возраст беше една култна песна од рап триото САФ, Раце горе. Оваа песна стана ритуална, иако не ја знам цела, мислам дека практично не е возможно некој од моја генерација да не ја знае песнава. Рефренот на песната е идеален за да го научите вашето дете да помага при пресоблекување. Ова се случи сосема спонтано, затоа што и викавме раце горе, ајде крени ги рацете горе кога ја соблекувавме. Особено во зимскиот период, кога нели има неколку слоеви кои што не може одеднаш да ги извадиме, ајде раце горе. И некако многу спонтано почнавме да си ја пееме раце горе и оди тука целиот рефрен. Дополнително кога самото пресоблекување трае подолго од целиот рефрен, оваа песна има неколку интересни и лесни за паметење стихови, кои што исто така се лесни за разбирање кај бебето. Например, делот 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, впрочем го засилува броењето до 5 кое што го учевме во истиот период. Така што мислам дека Зара е веќе многу навикната на оваа песна и доволно е само да почнам со раце горе, она ги крева рацете и е спремна за пресоблекување, без разлика дали е на повивалната, на местото каде што секогаш се пресоблекуваме, или некаде наоколу. Други вакви песни ни се песните за јадење.
практично при хранењето, посебно во периодот кога не одбиваше храна, меѓутоа мораше да има некоја друга активност за да биде интересно хранењето до крај. Значи, на почеток, кога ќе седнеме на хранилката и кога ќе почнам да ја давам, прво е интересен вкусот на кашичката, текстурата, самата ситуација на хранење, и тоа трае неколку секунди, односно додека да касне 5-6 лажички, после тоа веќе си бара дистракции. И покрај така наречената finger food храна која што ја давав, значи дали тоа ќе бидат бисквитчиња за бебиња, парче лепче, парче овоше или зеленчук, во зависност од тоа во која фаза на хранењето сме и колку е црста или мека храната што ја давам. Практично со внесување на овие дополнителни парчиња храна, она се концентрира на јадењето и на принесувањето на храната сама со своји раце, а јас се концентрирам на тоа повеќе лажички да дојдат во незината уста додека она пробува сама да се храни. Подоцна почна да бара втора лажичка, значи јас да ја давам од храната, но и сама да црпи од храната. Некогаш користиме и играчки за кои што инаку традиционално се користат за бањање или за играње со вода, затоа што тие е најлесно да се измијат после хранењето. Користиме и работи што не се играчки, меѓутоа можат да бидат интересни, од типот на капачиња за вртење или други предмети кои што лесно ротираат, па ги ротираме по хранилката, па тоа си има свој ефект. Но како и да е, највеќе ни помогнаа песните и тука користиме неколку песни. Прво, тоа е песната за здрава храна од Петко. Значи, песната е гениална, бидејќи многу убаво дава инструкции за тоа што треба и што не треба да се јаде, и е посебно ефикасна кога ги јадете, кога ги нудите на детето оние состојки за кои што пее во рефренот. Брокула, рукола, марула со крила и така натаму. Значи, оваа песна ми дава една убава палета на производи за кои што можам actually да пеам без нели да размислувам или да измислувам во моментот. Следна од песните за хранење ни е песничката на Super Simple Songs. Тоа се единствените цртани кои што Зара ги гледа моментално и планираме така да остане на возраст барем до 18 месеци. Оваа песничка се вика Apples and Bananas и прави доста интересни звуци со сите самогласки во нашата и во англиската азбука, така што е доста интересна и за вежбање на гласови, но и се фокусира на јадењето јаболки и банани. Посебно беше ефективна оваа песна во периодот кога бевме претежно на овошје. Имаме и македонска песна за овошје која што ни е омилена. Оваа мислам дека е од репертоарот на Златна Славече и не сум сигурна како се вика, но ќе ја линкнам во описот на ова видео. Рефренот оди: јаболче и крувче треба да се јаде. Мене искрено не ми се допаѓаат голем број од текстовите на нашите песни. Мислам дека едноставно не се најдобрата верзија што можеле да бидат. И за ова ќе направам посебно видео. Доколку ви интересира мојата критика за најчесто слушаните детски песнички, како и да е, ние малце ја преработивме оваа песна на еден безобразен начин, меѓутоа поентата на преработката на оваа песна е дека одиме straight to the point, односно ја објаснуваме функцијата на јадење овошје. Па така неретко пееме: јаболче и крувче треба да се сака за да се кака без мака. Да, и да не заборавам, уште една песна која што ја пееме неколку пати во денот е песната за миење раце. Раце и лице миеме пред, а особено после секое јадење. Така што ова е песна што доста често ја користиме, значи во почетокот ја рецитиравме чиста дана и некако се научивме уште со самото правење чекорчиња кон тоалетот, почнувавме да рецитираме чиста дана, изутрина штом си стана, тралалала. Морам да кажам дека не ми беше лесно да ја најдам оваа песна на интернет за да го научам напамет текстот и морав да импровизирам во некои делови на кои што не се сеќавав, меѓутоа гледав да има рима за да биде интересно за бебата. Како и да е, после некое време Зара почна да плаче кога одиме во веца да се измиеме
особено додека ја пеам песната, ја сватив дека не се свига веќе оваа песна, дека е надраснала или е досадна или јас не ја рецитирам како што треба. Не знам, но моравме да ја замениме оваа песна со една друга, повторно од Super Simple Songs. Тоа е песната This is the way we wash our hands. Нормално го пееме само овој дел и делот за мијање лице кога миеме лице. Меѓутоа, уште кога ќе заврши со јадење, кога ќе ја прашам дали е готова, и она ќе каже да, кога ќе ја прашам дали сака уште да јаде, и она ќе каже не, ќе ја прашам дали сака да правиме wash, и она почнува да прави вака, така што мислам дека овие песни се многу ефективни за охрабрување на одредено однесување или на едноставно најавување на одреден ритуал кој што следува. Ова во контекст на претходното видео за рутините и за она што го направи нашето дете послушно кога станува збор за репетитивни однесувања секој ден. Доколку не сте го гледале претходното видео, ќе ставам линк во описот на ова видео. Што сите овие линкови што ви ги најавив, можете да ги видите доколку кликнете на малото стрелче надоле во редот на самиот наслов на ова видео. Се надавам дека ова видео ви помогна и ви инспирира да ги вметнете вашите омилени песни во секојдневните ритуали на детето. Се надевам и дека вашите малечки ќе ја прифатат оваа игра и побрзо ќе научат да ги пеат мелодиите или да ги прават активностите кои што сакате да ги појачате со мелодија. Олеснителна околност е доколку сте сами со детето и нема некој возрасен што ќе сведочи на вашите спектакуларни вокални изведби, но како и да е, не грижите се, детето нема да замери за тоа како пеете, туку ќе биде среќна што го слуша вашиот глас, бидејќи си пак вие сте нели родителот, оној кој што се грижи за него и секој збор повеќе и звук повеќе него многу му значи на едно интерперсонално ниво. Му помага да се изгради како личност и му помага да знае дека е сакано и прифатено и го охрабрува и самото да ги прави сите оние работи кои што не знае дека може да ги прави. Ви благодарам многу што го гледавте ова видео, притиснете лайк доколку ви се допадна, притиснете subscribe за да гледате уште повеќе вакви видеа и не заборавајте да ги проверите сите овие видеа и песни кои што ги споменав во описот на видеото. Поздрав до наредниот понеделник. Чао!